Добар ден, почнуваме со црвена линија. Скандал во Штипскиот затвор. Две лица со автомобил се задржале пред капија на Штипскиот затвор, фрлајки пакет со дрога преку оградата. Дежурниот полицаец не ја запишал регистрацијата на возилото, а настанот го откриле дури кога затворениците, меѓу кои неформалниот крал на затворот, почнале да ја бараат дрогата низ тревникот. Еден чувар ги предупредил дека не смеа да бидат таму, но кралот го известил дека го изгубил скапиот часовник додека се играл со затворската кучка Цеца. Иако користел мобилен телефон забранет за затвореници, 6 чувари со батериски лампи му помогнале да го бара часовникот. Утредента, по првото изгресонце, по наредба на директорот, била пронајдена дрогата, а случајот пријавен во СВР Штип. Формирана е дисциплинска комисија за утврдување на одговорност на затворските полицајци. Следува парадокс, но не на Диоген, туку дисциплински парадокс. 5 членови на комисијата со гласање 3:2 одлучиле дека чуварите не се одговорни за користењето на телефон од страна на затвореникот и за помошта што му ја дале при барање на часовник. Во затворите изгледа има системски проблеми. Моментално се водат кривични и дисциплински постапки против повеќе од 100 вработени, а формирани се и интервентни единици во Идризово и Штип. Но за нивната ефикасност ќе оставиме времето да покаже. Еве неколку прашања пред да ја соопштиме темата за денеска. Зошто затворениците кралеви одлучуваат за правилата, а чуварите се починуваат? Што се крие зад послушноста на чуварите? Како се внесуваат телефони, дрога и други потрепштини на затворениците? Дали е потребен радикален ресет на затворскиот систем? Како интервентните единици ќе искоренат корупцијата кога затворите се паралелен универзум? Дали решението е во зголемени и високи плати или поголеми казни за чуварите? Има ли некоја идеја како да му се помогне на затворскиот систем? Зошто затворските полицајци и чувари важат за најкорумпирани? Кој зошто дозволува во затворите затворениците да го имаат последниот збор? Завршувам овде со прашањата, еве темата на која треба денес да дискутираме. Кој навистина е во затвор? Затворениците или системот? А кога сме кај прашањата, заследете ме во овој момент на Инстаграм и веднаш кликнете на профилот на Црвена линија, поточно на Инстаграм стори. Таму прашуваме дали би работеле како затворски полицаец за 40.000 денари. Имате две опции за одговор, две полиња. Едното е да, другото не. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти како и секогаш и ќе ги објавиме резултатите некаде конкретно Црвена линија. Сето ова истото можете да го направите и на профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Кликнете и таму на Инстаграм стори и секако повторувам. Анкетата за денес во Црвена линија е: дали би работеле како затворски полицаец за 40.000 денари? Да или не? Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Срđan Стојанчов, а потоа почнуваме со дискусијата со вас. Двајца дошле со кола пред втората од трите капии на Штипскиот затвор. Фрлиле дрога преку оградата, а затворскиот полицаец не го запишал возилото. Неформалниот крал на затворот, Жан Железарски од Кочани, осуден на долгогодишна затворска казна, заедно со уште еден затвореник од Струмица си ја бараат дрогата во темницата низ тревникот. Железарски зборува на телефон додека се обидува да го најде топчето во кое имало спакувано 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Настанот се случува на 20 февруари годинава во вечерните часови. Еден чувар го предупредува дека не смее да биде таму. Железарски вели дека додека си играл со затворската кучка Цеца изгубил скап часовник. Тој не престанува да зборува на мобилен кој не смее да го поседува. 6 затворски чувари доаѓаат и со батериски лампи му помагаат да си го најде на водниот часовник кој му го однела кучката Цеца. Не нашле ништо. По наредба на директорот, дворот бил пребаран утредента. Дрогата била пронајдена и случајот бил пријавен во СВР Штип.
Видеоснимката од надзорните камери денеска ја објави Управата за извршување санкции. Директорот формирал 5-члена дисциплинска комисија за утврдување на одговорност на затворските полицајци. Комисијата со 3:2 утврдила дека нема одговорност кај чуварите. Поголем дел од нив ја стврдам дека имаат некаков материјален или било каков друг интерес и затоа ја барале таа дрога и дека не се тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земала телефонот на ЖЖ и дека тоа го правеле. Не, тоа сум и повеќе од уверен. И веројатно и секој, пак ќе речам, човек со иоле малку логика, му е јасно дека овие луѓе тоа не го правеле за жабе. Против затворските чувари поднеле кривични пријави. Пандов вели дека нема да се откаже од борбата против корумпираниот затворски систем. Жан Железарски беше осуден на 14,5 години затвор во случајот детонатор во 2013-та за злосторничко здружување, обид за убиство, лихварство, измама и за други дела. На судијката и се закануваа дека ќе летне како гулаб, па за заканите беше осуден на уште 2 години. Во 2019-та избега откако беше пуштен на отсуство, па во 2021-та беше уапсен во Косово. Во 2022-та доби уште година и пол затвор за оружје. А секако пред да почнеме да ве вклучуваме во денешното издание на Црвена линија, секако и да ве потсетиме дека можете да бидете вклучени во денешната дискусија и преку социјалните медиуми. Доволно е да не заследите профилот е Црвена линија на Facebook и секако еве како изгледаме таму. Прашањето е кој е навистина во затвор, затворениците или системот? Секако веќе се пристигнати првите коментари, нив нешто подоцна секако и ќе ги прочитаме. Продолжете да пишувате, да коментирате и споделувате и ќе читаме некаде понатаму, односно ќе читаме коментари меѓу вклучувањето на гледачите во живо. А сега на 02-307-005 денес Црвена линија има многу прашања, но темата е според вас кој е навистина во затвор. Дали се тоа затворениците или пак системот? Повртењето е една напомена на телефонскиот број 02-307-005. Ве замолувам задолжително да го намалите и тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Добро, значи продолжувам секако еве со она што верувам ќе ве има во голем број денес. Навистина ќе сакаме да слушаме од граѓаните, тоест од вас кој е навистина во затвор според вас, затворениците или пак системот, и она што имаме и како прашање зошто затворските полицајци и чувари важат за најкорумпирани. Дали решението еве го гледате во поголеми плати или пак во зголемени казни, како и да е, дали е потребен според вас и радикален ресет на затворскиот систем. А ако сте подготвени да провериме, добар ден. Дали имаме некого? Добро, најверојатно нешто со линиите, како и да, јас ќе искористам моментот еве и од технички аспект да ве подготвам, особено ќе ни биде драго ако имаме гледачи кои што се разбира ќе бидат вклучени за прв пат, односно ќе сакаат да се вклучат во денешното издание на Црвена линија. Ве молам веднаш повртењето на телефонскиот број 02-307-005. Ова правило многу често го повторуваме, но со причина затоа што ако не го намалиме целосно тонот на ТВ приемникот, ќе имате чувство дека не сте вклучени во програма, дека некој друг наместо вас зборува. И секако ќе сакаме да ги искористиме правилно ние 90 секунди, кои што стандардно се наменети за секое едно вклучување во Црвена линија. Ке подсетам дека на Facebook секако Црвена линија своите теми ги објавува и на профилот на Телма телевизија. Заследете го и тој профил, коментирајте, споделувајте, ќе читаме коментари и секако тоа ќе го правиме меѓу вклучување на гледачите. И кога сме веќе кај коментарите, особено за оваа последна вест, интересно е дека навистина имаше огромни реакции. Па така на профилот на Телма телевизија Татјана Каја еве што напиша.
Кој зошто ја крстил кучката Цеца? Ета, тоа е едно од прашањата, бидејќи навистина стана вистинска звезда ова кучка. А еве и еден интересен коментар на господинот Гоце Донев, кој што и реплицира на Татјана Каја, кој што вели: Татјана Каја, газдата доаѓа да лежи казна и кучето го носи со него. На кучето правилно име и е Зорка, ама затворениците ја завикаа Цеца и така остана. Да видиме дали имаме некого. Денес ке подсетиме, Црвена линија ве прашува кој навистина е според вас во затвор, затворениците или пак системот. Добар ден. Добар ден. Па господине Љупчо, кој е во затвор, системот или затворениците? Па системот кога не може да се справи со вакви појави, тогаш системот е во затвор. Видете, ова се проблеми кои се провлекуваат од поодамна и никој не се обидува да ги реши. Јас зашто го кажувам ова? Прво затоа што сите политички партии своите лепачи на плакати на некој начин гледаат да ги вдомат, па така ги вработуваат и во оваа институција без претходно знаење или обука. Во минатото, за да бидете, да кажеме, воспитачи или како го вика во затворите, требаше да поминете на одредена обука во средното полициско училиште. Меѓутоа, по самостојувањето таа обука се укина. И сега доаѓа во ситуација да таму се прима се и се што без претходна проверка. Јас само за колку за јавноста да ве запознам и вас, Министерството за народ одбрана после 47-та година на сите професионални војници им ги раскинува договорите и ги пуста тие луѓе на, да не речам, по вода. Зошто државата, тие луѓе, што да кажеме можеби има по 10-15 години во армијата, или сте ги за нешто обучувале, едноставно просто не ги искористите да ги вработите како затворски чувари. Тоа е едната работа. Втората работа, кога во државата ќе се направи рангирање на затворите, кој, зашто, каде... Ќе подсетам, но ви, господине Љупчо, редовно учествувате и знаете, време траењето е 90 секунди, но и една напомена се додека трае Црвена линија, секако ве охрабрувам да го завртите повторно нашиот број, сите вие кои што ќе сакате нови дополнителни 90 секунди. Продолжуваме со дискусијата, а и со нетрпение очекуваме да го слушнеме вашиот одговор на прашањето според вас кој навистина е во затвор, дали се тоа затворениците или пак системот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ја мислам дека политичарите се во затвор. Затоа што овие затвореници за такви тешки кривични дела и имаат шанса, значи, да излезат, да избегат, мора да има некој дебела позадина, некој голем грб зад него. Его системот потврдил се тоа што на време не ги открил, значи немаме ни веродостојно разузнавање, нити протек на информации, нити па имаме наблюдувачи, така да имаме странци, мислам дека 6 или 7 беа овие кажи ги тајни мисии што ги имаат. Не тајни мисии, тајни агенции. Не, ајде да не МОСА, тоа се живо е тука. Проблемот е така, значи неедуцирани полицајци може да настрадат многу лесно. Е тоа што овие што се више затворени, тие се притворени или затворени со причина. Значи, тие појќе поседуваат вештини и знаења неголи што се овие чуварите обучени. И према тоа системот е 250% грешка. Грешка. Треба професионални, значи полицајци кои што се обучени, макар во обичната полиција, макар во затворската полиција. Па и во овие специјалците што го чуваат председателот. Тие се пола збирски работници. Значи, неедуцирани. Со тоа што над нив имаше 5 ранга. Тоа е, ви благодарам. Пријатно ви благодарам. Благодарам, но и секако и ние ве посакуваме убав ден, но се уште бидете со Црвена линија и продолжете да не гледате, за да можете и вие да слушнете покрај вас какви други одговори, ставови, мислења ќе дадат останатите гледачи. Денес Црвена линија прашува според вас кој е навистина во затвор, дали се тоа затворениците или пак системот. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до телевизија Телна. Големо благодарам, поздрав и до вас. Предвидејќи ова работа
ви кажав и прошлиот пат 30 години работам во полиција, позната ми е и можам да ви кажам многу работи. Има закон за затворите. Има закон за затворениците. Има закон за обезбедувањето. Таму стрикно институциите затајуваат. И втора работа. До кога ние ќе ставаме затворски чувари од улица? Не. Треба подхитно реформи во затворите да се направат, затоа што во тие затвори треба да ја преземи полицијата работата, а не Министерство за правда со тие некои си затворски чувари. Не знаат што е тоа обезбедување, да знаете. Тие се корумпираат, се подметуваат. За многу мали пари се подметуваат од затворениците. Затоа јас ќе го замолам председателот и на владата и на собранието подхитно да направат со министерот за правда реформи во затворите. На таков начин, кога ќе имаме ние стручни кадри, тогаш ќе работиме. Иначе сега вака, искам да ви кажам, тоа се отпадок на луѓе кои работат во тие затворски затвори. Ви благодарам многу. Ви благодариме и ние. Сега останете со црвена линија и сега уште еднаш ќе посетам сите останати кои што полесно еве име можеби преку коментар на социјалните медиуми да дадат одговор и да земат активно учество во црвена линија денес. Пишувате коментари, наскоро ќе продолжиме и со читање на истите. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Кој навистина е во затвор, според вас? Се слушаме ли? Да, затворениците или пак системот? Види, ни систем, ни затвореници, тамо се тие вежбат одбојка. Преку оградата си фрлат топчиња, телефончиња, не знам шо прават, вежбат одбојкарице. Нема ни полицајци, ни затвореници. Тие што копаат тунел, што се тие? Пробивање на тунел према Бугарија, тунел копали, што праја? Толку земја да се изнеси, кај чува земјата тие што изнаша под креветите? Не знае полицајците, не гледа. Полицаец со некој курс че од 3 месеци или од 2 години школо некој за дрвосечачи, ќе го прими, полицаец ќе биде. Па има некои полицајци, да им е срам се јавуваат, исти биле такви, па се јавуваат сега правда делат. Срамота е ова. Нема, тој затвор е каша попара таму. Тунел да копаш. Па таа земја, една лопата земја да откопаш ќе се види. Што правиле тие полицајци? Сега одвека со топчиња, со дрога си играат. Затоа реков, за светски рад преврачонат, вежбат. Одбојка, може и ракомет да игра, кој нешто прават. Добро, благодарам многу. Останете со нас и вие сега ќе слушнеме уште многу одговори. Навистина огромна популарност доби и кучката Цеца, па така навистина предизвика интереси да се дознае како изгледа Цеца и која е всушност кучката Цеца. Па еве сликата од кучката Цеца, тоа е една бела убава кучка која што според информациите одамна живее во околијата на затворот во Штип и она што е интересно велат дека е навистина омилена кај вработените. Бидејќи во околината на затворот нема куќи, а има неколку улични кучиња, меѓу нив е и популарнава Цеца, кој што, еве, како што има информации, вработените навистина и се радуваат, ја хранат редовно, се грижат за неа, таа им возвраќа со тоа што лае секогаш кога сака да предупреди дека некој дошол. Ние сакаме да слушнеме од вас кој навистина е според вас во затвор, дали се тоа затворениците или пак системот. Добар ден. Добар ден, поздрав до емисијата. Денес темата ви е навистина на место. Да, не функционира системот како и во сите други институции во Македонија.
Затворениците се затвореници. Така, знаеме што значи затвореник, меѓутоа затворските полицајци е жално и срамно во овој случај што се толку многу понижени. Тие се на задача да пронајдат тоа што им е наредено, дека е влезено возило што фрлило нешто и ја извршуваат својата задача, додека затвореникот се шетал оддалечен од нив и воопшто никој не е видел дека тој носи со себе телефон. Значи, многу невистини се кажуваат во јавноста. Јас сум лично засегната од оваа ситуација. Има 20 родители на деца со посебни потреби. Срамота е да се прават криминалци овие луѓе, што работат за една плата, за парче леп. Ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам што се вклучивте во денешната дискусија во Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас, а веќе е време да ги прочитаме и коментарите кои што пристигаат на профилот на Црвена линија на Facebook. Почнуваме со коментарот на Винг Чун, кој што напишал системот одамна е отиден. Еве, пишува и тоа да Црвена линија отворете, проверете тема за донациите за кучани преку Црвен крст, дали сите пари се префрлени кај фамилиите на настраданите и зошто само мал дел им се дадени. Благодарам Винг Чун за коментарот. Секако еве ќе разгледаме, ќе имаме во предвид она што побаравте од Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Црвена линија денес едноставно прашува како ви се чини, кој е навистина во затвор, дали се тоа затворениците или пак системот. Добар ден. Добар ден, благодарам што ме уклучите. Ве слушам. Во затворот, знаеш кои се? Овие што се во политиката, што сака да мамет и да крадет. Зато Цеца е завика е таа кучка, за дрогата да ја префрлят. Се гледаше од озглед кој фрли дрогата. И после ја баре со светла. Значи, побој да имаш да преш дрога, отколку да работаш. Ама ја не сум таков. Ја туѓо никогаш нису сакал, нису зел во живот. И Господ ти кази ними, да знаеш. А еве, дали би работеле како затворски полицаец за плата од 40.000 денари? Јас сега јас сум во години. И тогаш не би работел кога бев млад. Ја бев учител, пејач, глумец, поет, сите работи. Други работи не. А ја никогаш туѓа пара не сум зел. Јас само му помагав на луѓето. Јако бев благајник, може да зема пари колку што сакав. Зашто оние стари производи, железа, оде на синдикат, ама не се книжеше. И знаеш ти, паметна си. Ако не се книжи, не може да знаеш колку пари. Ја може во сметката да кладе на пара, другите в джеп. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Секако на социјалните медиуми, актуелна слика и исклучително популарна, инспирирана од последните случувања и особено по популарноста која што е стекна кучката Цеца. Еве како барем на социјалните медиуми сметаа дека изгледа Цеца со саатот. Како и да е, ние продолжуваме со вас Црвена линија. Денес тема главна во ова издание е всушност прашањето до сите вас. Кој е навистина според вас во затвор, дали се тоа затворениците или пак системот? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, повелете. На прашањето дали би работел за 40.000, ќе работам за жабе. Затоа што толкова висока е корупција секаде во државата. Зошто ми е плата? Во затворниците ќе земам пари. Ќе дилам дрога, ќе правам ова, ќе пуштам. Пази, затвор бил, добар бил, сабота, недела, викенд го пуштаме. Чекай бе, ти затвор си или не си затвор? То се прашувам јас, сами од себе си. Па цел систем не е тако. Зошто? Која дојде партија, свој војđe дојси, своје ова дојси, во судство, во се, одавде влегуваат, од другата страна излегуваат. Абе, немојте бе луѓе.
со тој партиски систем тоа го носи. Нема ни затвори. Можеш ти во затвор да видиш ако украдиш 100 кебапи. А иначе како ќе видиш ти во затвор како што се динга овие со пари. Немој ти да, ја мислам дека е просто да зборуваме. Што да направи системот, ви реков? Го пушта викенд. Како бе викенд, да набере викенд, ја чекам од работа да дојди, па да одам на викенд во вилата или кај што сум, еве во вилата денес, и ти го пушташ на викенд, тој ти бега во друга држава. Ајдете, молам, сето е тоа подплатено. Тешко на македонскиот народ што не е пат. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Поштовање госпожа Тина. Голем поздрав. Дали е намален тонот на телевизорот? Да, намален е. Ве слушаме, повелете. Кој е во затвор? И затвореници, и системот, и народот, македонскиот народ, 33-4 години, 35. Сакаме после се стремиме за Европа. Каква Европа? Па овие сите аномалии што ни се случуваат. Па еден куп амбасадори има. Па џабе не е поставен тој Рохас. Џабе не е поставен други. Све следат. Каква Европа? Уште долго години ќе си имаме ние вакви теми ќе си поставувате со овие партии што се на власт. Све се тоа неписмени луѓе ставени. Јас кај што живеам во околина, 5 луѓе ги знам, во 8 оделение книжките учителките им ги фрлаа. Ама сега се затворски чувари. Се со партиски, со книжки. Све е вака дека тераме уште долго години ќе си имаме мука ние Македонија и македонскиот народ и поштениот. Него една тема да дајте дали Мицковски има намера да даде референдум и името да си го вратиме. Јас млад сум 65 години, али Господ како ќе каже барем да ми пиша таму македонец кога ќе починам. Не ова тема, таа тема и ќе се забушити темата за Македонија. Не ли обити кога ќе дојме на власт ќе вратиме името. Еве ќе помени и одмори и локални и 25-та ќе дојде 26-та и името да си го вратиме. А ова аномалии со овие на власт. Благодарам за вклучувањето. Подсетувам, немавајте тајмерот одбројува 90 секунди, но завртете повторно секако за нови 90. А еве дели коментари се разбира, ќе подсетам дека за ова вест имате и објавено на профилот на Телма телевизија на Facebook, па се разбира ваквата вест се создаде и низа многобројни реакции. Зоран Урев еве што напиша. Уште што ли нема да слушнеме Господ на помош, и го реплицира. Театарот продолжува, а Маја Павловик пишува. Зоран Урев, не знаеш дали комедија слушаш или реално со кучката Цеца во главна улога. Каде оди овој свет? Црвена линија прашува кој навистина е според вас во затвор, дали се тоа затворениците или системот. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, све слушаме. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Благодарам. И до сите гледачи и слушатели на Телма телевизија. Системот одамна е руиниран. Сега, може јас ќе кажам една поговорка. Во една држава, доколку некој со географија факултет го постава директор на затвор и додека сите инспектори се со угостителско, а оние што завршиле безбедност факултет, тие па им ги земаат местата, тие се келнери и кувари, и па системот е тотално во аут. Одамна никој од политичарите не кажал да вика само високо образование. Па дали било тоа зидарство, дали тесарство, дали купена диплома, дали фалсификувана. Па не може, затоа системот се руши. Јас мислам во затвор дека е само кучката Цеца тамо што е ранат, а иначе сите другите си уживаат и имаат добри привилегии. Пеј затворениците тамо, пошто тие влегле во затвор со одредено купче на пари, а сега и овие што се затворскиве чувари,
па тие им ги трошат парите нивни. И така да сите си живеат добро и сложно. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. А еве и коментари кои што пристигнуваат на профилот на Црвена линија. Продолжете да пишувате, ќе читаме коментари, секако и дел од реакциите на оваа вест. Така да ќе продолжиме со коментарот на господинот Целе Алексов, кој што напишал: системот, злосторниците се на власт. А Марко Поло напишал: ако реално размислуваме, во цел свет мафија има во државите, само кај нас мафијата, почнувајќи од највисоките ешалони, има држава. Репер им е поранешниот министер, кога на тешки наркобосови со меѓународни потерници им издаваше наши пасоши, од аспект и за колку материјални средства, само може да замислиме. Кој ли тоа стоеше зад него, само да размислам. А кој навистина е во затвор, прашува Црвена линија денес, дали се тоа според вас затворениците или пак системот? Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме. Многу голем поздрав од Битола. Голем поздрав и до битолчани кои што ја следат Црвена линија во овој момент. Секогаш ве следиме. Нашата држава цела е во затворите одамна. Ние не само што сме затвор, туку сме до гуша во кал, жива кал. И од ова излез никогаш нема да има. Веруете се што читам. Ми се чини дека никогаш ова нема да се опре. Дека ова вака ќе остани. Ние нема никогаш да бидеме луѓе. 35 години, секој ден кажуваат кој оплачкал, што оплачкал. Абе, како ова не престана? Колку пари му треба за еден живот на луѓево? Голем поздрав, само толку имав. Тешко нас. Благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжете да не гледате, се уште траеме и се уште ќе вклучуваме гледачи. Овој пат како граѓани ги прашуваме според вас кој е навистина во затвор, дали се тоа затворениците или пак системот. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Добар ден. Одлично. Се слушаме така? Одлично ве слушаме, повелете. Па вака, Тина, убаво, темава ви е убава. Па во затвор системот кој го водат? Политичарите. И одличен коментар имаше исто пред тоа, дека политичарите, тие што се на врв, највише треба да бидат у затвор. И по мене треба. Тина, со години, со децени ни укажува и од странство и тука поштени што беа граѓани, дека оваа држава више пропаѓа со вакво уредување. Тоа ФДС не можеше да го свати, тоа ВМРО не можеше да го свати и затоа дојдовме до вакви ситуации. Како дојдовме до вакви ситуации? Па не може да имаме држава ако ДПМН има 130.000 вработени, ФДС ако има 100.000 вработени, дуи ако има 50.000 вработени. Како може држава да имаме? Нема да имаме држава. Они мафијашките работи се ги водат на страна, фактички акционерски друштва се, овие партии, а гласачкото тело им е во институциите. Не разбираш ти ме? И немаш држава никаква да имаш. Поја држава. Има стабилно гласачко тело и така ќе се останеме. Благодарам за учеството. Па и дали сметате дека е потребен радикален ресет на затворскиот систем? Според вас, еве, како интервентните единици можат да искоренат корупцијата, кога затворите се еден вид паралелен универзум? И секако темата за денес, кој навистина според вас е во затвор? Дали се тоа затворениците или пак системот? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Благодарам. Во затвор е Македонија. Кога институциите не функционираат, во затвор се граѓаните на Македонија. Кога ние дојдовме до тоа да еден живот човечки на млад човек кошта 2 години само затвор, што да разговараме? Значи, ние како држава целосно сме во затвор. А во тие институции пак ние работиме.
Како обвинителот не бил виновен, а судијата бил. Па прво обвинителот е виновен, адвокатот што бранел, што не се брани. Обвинителот не поднел жалба, него го бранел виновниот. И сега кој ќе бил затвор, убиениот? А секој ден се во затвор неговите родители. И секој ден се во плач. И уште да ги затвориме треба. На крајот се тие виновни. Значи, ние немаме закони еднакви за сите кривични предмети. Не имаме закони според тоа за кого се однесуваат. Тој лик дали е партиски, дали на некоја друга основа, роднинска, етничка, не знам каква. Или колку пари кој може да даде повеќе. Тајме само парите се на слобода. А се друго, совеста наша и моралот се во затвор. Ова е срам невиден. И не само срам, ова е греф. Дали некој има чувство, дали неговиот ум чувствува што прави, кога ги носи тие одлуки, кој да иде у затвор, а кој да биде на слобода. На крај затворот не е градинка за возрастни. Благодарам за одговорите во црвена линија. Ве замолувам, само внимавајте на тајмерот, го објавуваме на екраните. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Системот не, системот во затвор. Во затвор е цела Македонија. Ако се етничка група, ќе те ослобода, која судиете исто од таа етничка група, ќе те ослобода. Дали си крив, дали крадеш, разболеш се, па се пратат у домашен притвор, па после те ослободат. Па тука се многу важни и адвокатите како посредници. Странката, виновникот го праши колку има пари да даде, договорен се со судеца, па адвокатот направи да сите работи ги адвокатите прави. Како може, само едно ке не гласам, у страша што е на аеродрома што нападнат полицаец, од кој беше, не знам како се викаше, крив тамо е најстрого, облегол и шамари на вработените, и после Еленко беше, мислам дека со него го бранеше, ослободи ако не крик не дужен, значи он не е крив. Крива е воздухот е крив и државата е крива. Срамота е. Секаде, две години го судуват. Нека и неговото дете да му го стане да види како ќе реагира судијата. Дали 2 години ќе го суде и за цел живот ќе го суде. А другите знае и тие криминалци се зотимат пари. Доктор зема 20.000 евра. Што се замислува докторот? Тоа ли е доктор? Срамота. Оваа држава. Сите што грешат треба најмалку да се додени таквите криминалци како што се тие виновници. Срамота. Благодарам, останете со нас секако. Име во дел од реакциите и на објавата на веста на профилот на Телма телевизија на Facebook, Домус Турк Хукуку еве што напишал. Цецето треба доживотно да ја чувате во затворот, бидејќи е подобро тие што им давате огромни плати, плюс дилаат хероин. По затворите искупува куки, верувам, си кукички, станчиња, коли, добри чувари имате во Штипскиот затвор, тоа треба да се уапси 99%, сите се корумпирани, огромни пари зема најверојатно, бидејќи кој пишува УАПА. Добро. Продолжуваме со вас. Според вас, кој е навистина во затвор? Дали се тоа затворениците или системот? Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме. Бидејќи ова прашање е потикнато од случајот со затворот во Штип, па во затвор е моментално сам кучката. Кучката Цеца. Другите сите се ги гледав на камера, еве ги снимаа кај што го бараја часовникот, Ролексот, кај што се вртеа таму околу дрвцето, што беше таму на снимката, можете да ја повторите да биде малце појасно. Значи, другите се ортачки си работат. Чуварите и затворниците ортачки се пребаруваат. Се е тоа нивно, значи. Многу е јавна тајна дека еден телефон кошта над 1000 евра и 2000 евра. И тие се телефони, обични телефони, не се ни ништо специјални. Јавна тајна е дека дрога има појќе тамо отколку што има низ градот, например, некаде на места кај што се продава дрога. А полицијата тоа би требало да го знае. Да го знае, ама ќути,
мижи, така да, ето, законот, фактички немаме закон. Значи, системот ни е во распад, што се вели зборот, по то прашање. Така да, ништо не бидува вака. Благодарам вам за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, јас сум Албанка. Драго ни е, добре дојдени во Црвена линија, па еве, кој е според вас во затворот? Дали се затворениците или се... Детето ми е затвор, дали има држава овдека и во која држава живееме ние. Детето ми е затвор еве 5 години. Уште не е суден. Како може некој да убива, да газа човек, да убива, да плачат мајката цел живот и да биде подказнен 2 години? Дали е точно тоа? Каде да го најдеме ние правдата? Ја не можам да верувам овдека ништо беше. 5 години затвор за 600 грама марихуана. И уште не е суден. Што е ова работа? Зошто немам ја пари да фатам адвокат? Зошто немам пари да давам тамо? Епа немам. Немам леп да јадам. Ова страмота што е во Македонија, нигде во ниједна држава друга нема. Ниједна партија само да крадат, за себе да уживаат, за народот ништо не верувајте. Чао, пријатно. Благодарам еве што со гледачите и јавноста на Црвена линија споделевте ваше лично искуство. Продолжете да не гледате. Сега, ако се уште има време да слушнеме и одговори од останатите. Добар ден. Добар ден. Се слушаме, нели? Да, се слушаме. Повелете. Ние сме затвореници одавна. На сите нас, наречито вие генерации што живееме, добар дел од нас ни го уништија животот овие што изиграваат систем. Дотера до тој степен да логичкото стане нелогичко, а нелогичкото логичко. Значи, да не се знае што е реалност, што е фантазија. До тој степен дотера што не можеме ништо да направиме да постигнеме нешто повеќе у живот, затоа што те ограничува само со една ограничена вредност на пари да имаш у себе, колку да можеш да вртиш душа и ништо повеќе од тоа. И тоа дури ти го ускратува. Значи, у затвор сме ние. Еве сега слушам денеска овие западњаци, европејци, ќе пола од тие таму наши што отишле по Германија, по Европи, по чудеси, назад Раускин, да, тие што работат таму што трампа. Ајве, дали вие би работеле како затворски полицаец за 40.000 денари? Не, јас имам пријател кој вика не тера да изиграваме ние дека сме специјалци, па ме познаваа по движењето дека сум ја, иако бе вика у маскирна гардероба, вика, имало некој проблем таму у затворот, тој Дризово, па ме пропознаа по движењето, вика, и после ми рекоа, вика, ај вика, ептен си ни близок пријател, инаку ке те здрвевме од Чотек, вика, да знаеш. Благодарам за вклучувањето и вашите одговори во Црвена линија. Во продолжение ќе го прочитаме и коментарот на господинот Славчо Гиздовски. Еве што напиша на прашањето на Црвена линија кој е навистина во затвор, затворениците или системот. Што подразбираме под систем, напиша Славчо Гиздовски. Имаме ли систем? Да, имаме, само е разнишан, навлезен во сите сфери против кои е создаден да се справува. Кој е во затвор? Сите сме, освен оние што навистина треба да се. Благодарам господине Славчо за учеството преку коментар, а велиме добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, убав ден. Овака, ја ќе кажам, одмак ќе осудам кучката Цеца, зашто таа не знае да збори, знае да лае, а ние не знаеме да лаеме, па не можеме да се разбереме. Сега вака, во однос на овој проблем, на затворениците да му дадете и 10.000 евра плата, тие ќе бидат подкупливи. Меѓутоа, ако сакате да бидат неподкупливи, ќе си го смените законот, ако не е сменет, минимум 3 години затвор, да биде оној кој што работува со
со затворениците, им помага на затворениците да можат да внесат телефони, дрога, наркотични средства и алкохол и све. Значи, само казната да се зголеми, а платата да колку и да му дадете, тие ќе бидат подкупливи и ќе може, што се вика со нив, да соработуваат затворениците. Ако вака се направи, тогаш самите чувари ќе водат сметка за своето здравје и за својата слобода. Затоа што ако преде на другата страна веќе нема слобода, нема да би се разликува милиметар од оние кои што се од другата страна, кои што се затвореници. Само на овој начин ако се направи, ми се чини дека поголема е можноста да се вразумат. А иначе, еве, лично прашувате дали би работел за 40. За никакви пари не би работел таму. Затоа што таму, значи, има систем на подкупување, на многу фин начин, ќе те убедат, ќе те напрати да не ќе... Благодарам и вам за одговорите. Сега останува уште еден коментар да прочитаме од Јасмина Кристовска, вели црвена линија. Ние како во реалити шоу да живееме. Системот сме ние гласаме. Системот го водат едни исти политичари кои години наназад немаат ниту кривични, етички или морални оставки. Сите ние сме во затвор поголем од затворите. Кога затворениците може да ги превоспитуваат затворските чувари, а не обратно, тогаш тоа не можете да кажете дека е затвор. И гледаме пропусти во полиција, обезбедување на премиер, обезбедување на председател, по затвори, ред е да се праша кој систем. А кога црвена линија праша денес на Instagram стори, она што сега го ги прашавме делот гледачите во живо, дали би работеле како затворски полицаец за 40.000 денари, еве како се одговори на Инстаграм. Со да одговорија 9% и со не 91%. Продолжуваме почитувани со рекламите и повторно се гледаме во студио. Почитувани, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Нема да должам многу, туку веднаш вака так им тропнам на комшиите и ќе почнам со прашање до Нено. Нено, дали би работел како затворски чувар со плата од 40.000 денари, а да ја чуваш кат? Не си интересна денеска, да ти кажам. Цеца да ја чувам, може. Цеца ја ката? Ката да ја чувам, не, кој ќе ја дочува. Цеца вака, да ми носи часовници, ова, така. Не, знаеш што, најмалку е ова атрактивно 40.000 денари, мислам стварно. Тај кажи 60. А замисли Нено ката како затворска чуварка, лала. А ката да биде чуварка? Да, ја да го чувам Нено, а он ќе ја брка цеца, односно часовникот, односно другата. Ќе гледа на сат. Ги спомешавте работиве.